Во раните утрински часови пожар ги вознемири жителите на Скопска Киселавода. Пожарот настанал во автосервис во населбата Пинтија во Скопска Киселавода. Според снимките од безбедносните камери станува збор за подметнат пожар. Во Киселавода е колегата Здравко Димитров, кого го очекуваме на линковско јавување во секој момент. Доцна синоќа заврши увидот на јавен обвинител во содејство со увидна екипа во СВР Велес. Телата на починатите од крвавата семејна драма што се случи во Велес се испратени на обдукција во Институтот за судска медицина во Скопје. Во трагедијата со повеќе повреди од остар предмет починаа 31 годишна велишанка и нејзиниот 74 годишен татко. Сторителот 39 годишен скопјанец, поранешен партнер на девојката, се самоубил со тврд остар предмет. Јавниот обвинител при Ојо Велес, Цветанка Богоевска, за мија потврди дека увидот заврши. Телата на убиените се испратени во Институтот за судска медицина во Скопје. Семејна крвава драма се случила во Велес кога поранешен партнер со повеќе убеди од остар предмет ги убил поранешната партнерка и нејзиниот татко, а потоа на крајот и самиот си пресудил. Како што и претходно најавивме, линковско вклучување од нашиот колега Здравко Димитров. Златко, кои се последните информации од пожарот од Пинтија? Така е, добро утро и од Пинтија и од мене, како што ги имаме информациите, рано утринава околу 4 часот избил пожар во еден автосервис, односно сервис за автомобили во кој како што се гледа на снимките, имаме снимки дека некое лице намерно всушност го има подпалено пожарот и се запалил самиот автосервис. Информациите кои што ги имаме е дека на терен реагирале 8 возила од бригадата за противпожарна заштита и имаме изјава од директорот на дирекцијата за заштита и спасување, така што тука би предложил да ја слушнеме истата. Имаше тежок прилот до местото, нешто набрзо потоа пожарникарите успеаја да се пробијат од вистинското место. На лице место дојде командантот на противпожарната бригада Цвонко и градоначалникот на Киселавода Орце, со кого што стапивме во меѓувреме во контакт. Пред 6 часот овој тежок пожар, исклучително ризичен, кој што можеше да зафати повеќе околни куќи, беше целосно изгаснат. Така, тоа беше изјавата од директорот Стојан Ангелов, директор на дирекцијата за заштита и спасување. Информациите кои што ги имаме за сега се тие. Потврдено е дека е изгаснат пожарот утринава околу 6 часот. Од МВР се уште немаме никакви детали. Доколку добиеме детали, најавувам повеќе во следното информативно издание.